Секоја година на бадник, кога огнот од бадњакот догоруваше, баба Душка ја собираше топлата пепел во старо тенџере. Пепелта чува, велеше таа секогаш. Таа е сеќавање на огнот и на сите што си отидоа. Ако ја фрлиш, куќата останува без заштита. Јас се викав Елена. Имав 21 година и не верував во такви работи. Кога баба почина, пепелта од последниот бадник ја чував во истото тенџере, но никогаш не ја отворив. С до една ноќ во декември, кога се разбудив од мирис на чад. Отидов во кујната. Тенџерето беше отворено. Пепелта беше топла, како да беше свежа ставена од оган. Следниот ден пепелта ја немаше. Ја најдов расеана на прагот од вратата, како некој да ја фрлил таму за да не влезе нешто. Трета ноќ, пепелта беше на масата во форма на крст. Четврта ноќ, пепелта беше на мојот кревет, токму на местото каде што лежев. Се исплашив. Го зедов тенџерето и ја фрлив пепелта во огнот. Но уште додека гореше, пепелта почна да се собира назад во тенџерето, полека, како да имаше сопствена волја. Таа ноќ го чув гласот. Тивок, бабин, полн со тага. Не ја фрла, јас сум уште тука, дел од мене остана во пепелта. Седев до огнот цела ноќ. Пепелта полека се движеше и формираше мала фигура. Баба Душка. Стара, уморна, но со мирни очи. Јас не си отидов целосно, шепна таа. Дел од мене остана за да ве чувам. Ако ја фрлиш пепелта, јас ки исчезнам. Јас плачев. Ја вратив пепелта во тенџерето и ја ставив на чисто место во кујната. Од тој бадник секоја година ја чувам пепелта. Не затоа што верувам дека чува. Туку затоа што некои луѓе не сакаат целосно да си одат. И пепелта секогаш се враќа. Крај.